Тетовскиот гинеколог Казимир Копривњак, кој беше обвинет за смртта на 33-годишната родилка Виолета Кировска, доби ослободителна пресуда. Вештачењата покажале дека тој не го сторил кривичното дело за кое се товарел, тешки дела против здравјето на човекот. Според обвинителниот акт, гинекологот, породувајќи ја со царски рез родилката Кировска, не презел превентивни мерки за заштита од компликации, а по настанато крварење не извршил навремена интервенција. Оштетената страна најави жалба поради низа пропусти. Семејството пак обвинува за наместен случај. Многу симптоматично е што во самите вештачења кажуваат дека вина нема кај обвинетиот, а вина постои како системска грешка во системот на функционирање. Пропусти во функционирање на системот. Што би се подразбирало под тоа, заклучете и сами вие. Никој не може да не разубеди дека све ова беше лага и еден голем циркус, почнувајќи од сестрите, па до сите вештаци, па до тие што беа некња. Срам за човештвото, срам за здравството. За адвокатот на обвинетиот гинеколог пак одлуката на судот била очекувана. За одбраната сосем очекувано беше да судот донесе ослободителна пресуда, таа беше единствена, законита и правилна, произликуваше од обемниот доказен материјал со кој што располагаше судот, така не би коментирал понатаму. Виолета Кировска почина на 19 август 2015 година, откако по породување со царски рез настанало крварење пошто била пратена на Скопски Карил. Последна недела родилката почина, а по околу 1 месец и нејзиното новороденче.